Од вчера 13 мај па до петок 17 мај во Кавадарци во Домот на културата Иван Мазов Климе ќе се одржи фестивал на новиот германски филм. Овој фестивал е традиционален и повеќе од една деценија се одржува во Кавадарци. Истото е во организација на германската амбасада, ГТ институтот Скопје, Прокредит банка, Македонски телеком, Домот на културата Иван Мазов Климе и како што рековме се одржува повеќе од една деценија годинава по 14 пат. Официјалното отварање на фестивалот беше синоќа пред поголем број на граѓани, главно ученици од гимназијата во Кавадарци, а на самото отварање говореа директорот на Домот на културата Александар Малинков и Кетрин Фринсвелд, раководител на одделот за култура во германската амбасада во Македонија. Филмовите ќе се прикажуваат од 18 часот секој ден, а во 12 часот напладне е терминот за детски филмови. Влезот за сите филмови е слободен. Also es freut mich zunächst einmal sehr. Много ми е драго што продолжиме годинава. После паузата, што за жал моравме да ја направиме минатата година. Годинава имаме повторно голем број различни филмови на програмата, кои што покриват голем спектар на жанри. Имаме 3 детски филмови, но имаме и за возрастни еден пакет кратки филмови и 4 играни филмови кои што се можне ново излезени филмови, кои што рефлектираат општествените состојби во Германија. Да, и тоа е нешто посебно, бидејќи филмовите кои што ги прикажуваме не се само едноставно за смешни, туку од нив може да научиме нешто за нашето општество. А и сепак нормално и да се смееме понекогаш. Но еден филм имаме со актерска легенда Бруно Ганц. Тој филм малку ја го рефлектира крајот на поранешниот ДДР, источната Германија, но и филмот што вечерва се прикажува на отварањето, сто работи и филмот Жешкото столче се од млади луѓе, млади филмски работници кои што не се уште толку познати.